кодошењето кај нас испаѓа некој вид карактероманија, а не некоја грешка на функционирањето на системот, и тоа е страшното, мислам, но сепак еден систем кој дозволил толку да има кодошења, толку полициски досија, толку просто треба човек, сега ние историчарите, да се преиспитаме сите своји оценки кои биле многу благи кон тој систем, мислам. Бидејќи ние македонците 91 година не донесовме лустрацијата, бевме сентиментални за социјализмот, бидејќи ете македонците прв добиле своја држава, па чекајте, па немојте. Но ние сепак треба да разграничиме она што било наша национална придобивка од она што како систем полициски функционирал и како функционирал. Значи, многу ние современите историчари кои работиме современата историја, треба многу преоценки да дадеме за еден систем. Сега колку повеќе ги читам тие материјали, досија се мислам како функционира систем и се наоѓам самата себе си како историчар да се ги приспитам сите оценки, да бидат многу по-строги и по-ригорозни од оние кои досега ги носев и за кои секако си имав доста забелешки дека се многу строга, ригорозна и така натаму, ќе треба веројатно уште поригорозно. Сега за тие наши интелектуалци... Дека би можело да дојде до пречитување на одредени личности и настани од современата историја на Македонија после отварањето? Современата историја, например, еве, творци. Оставиле дела, не може никогаш да се негира еден убав литературен труд, тој остана за Македонија, за нашите културни вредности, но друго е сега она што како човек некој направил зло на својот колега и така натаму, за да остане на површина, да добие некоја награда, некоја функција и така натаму. И сега често доаѓам во ситуација да го разделам делото од човекот, бидејќи во историјата и многу големи историски личности како луѓе биле никакви, а оставиле историска трага. Сега тука малку поинаков пристап кон проучувањето на историјата, методолошки, ќе ни треба нам историчарите. Исо Руси, председател на Хелсиншки комитет, кога излезе соопштението со, условно кажем, одредена критичка дистанца на првите законски решенија или промисли околу илустрацијата, реакцијата во новинарските кругови во дел од политичката јавност простоја дека Хелсиншки комитет како да станува контра општата клима за прочистување и одеднаш се праша луѓето кој човекови права ќе ги следи Хелсиншкиот комитет или ќе ги штити. Потоа со прочистувањето на и подеталното прогледување на соопштението и забелешките, изгледа дека сепак за некакви отворени прашања може би имате право. Дали останувате на тоа соопштение со оглед на фактот дека дебатата и во собранието покажа одредени дилеми? Па јас веднаш да кажам, ние направивме анализа која се бавеше со чисто правниот аспект на конкретниот предлог закон. Значи, она што господинот Андов го понуди како прва верзија на текстот на законот. Ние во таа експертска анализа најдовме некои фалинки и искочивме само со тој правен аспект. Мене ми е мило што во јавната расправа која течеше во првата фаза, вклучувајќи ја и она во парламентот, дека многу работи на кои ние посочивме беа акцептирани во таа расправа и беа сугерирани до предлагачот да се променат и да се внесат во конечниот текст што го очекуваме нели во април. Ишто сакам да прашам нешто јавно. Ти си еден од ретките, да речем условно, кои имаа критичка дистанца кон законските решенија, кои прифати учествува дебата. Одредени јавни личности, интелектуалци, колумнисти кои ги поканив, нема храброст да дојдат и да ги соопштат крајно резервираните становишта дали воопшто ова отварање на досијата треба да се случи во Македонија. Дали и тоа значи дека во Македонија има своја една политичка па и интелектуална хипокризија? Едно зборуваше друго, кога ќе се обидеш да отвориш дебата, си вика чекај, па ајде остави. Не, проблемот е малку поширок. Јас мислам дека во ова